Од денеска започнува 8-та фаза на укинување на рестриктивните мерки во Грција и постепеното враќање во новата нормалност, со отворање на камповите за деца, дозволено организирање концерти и конференции, но и одржување представи и културни манифестации. Дополнително се отвораат и кината што работат во текот на целата година, како и казината и жичарите во цела Грција. Сите ќе работат со посебни правила и протоколи, а според грчките медиуми, на културните манифестации и концертите сите треба да седат, да има по едно празно место, односно исполнетост до 75% од капацитетот, задолжително носење маска при влезот и излезот. Празно место меѓу седиштата треба да има и во киносалите, што ќе работат со 65% од капацитетот, нема да има пауза, а маската е задолжителна за вработените. Во казината, според медиумите во Грција, на масите предвидени за 7 лица, дозволени се 3 или пак 4 лица. Најмалку 12 лица загинале, а други 10 се водат за исчезнати по поројните дождови во провинцијата Сечуан во југозападна Кина, пренесе агенцијата Ксинхуа. Агенцијата јавува дека дождот што во петокот и саботата се излеа над округот Мијанинг предизвикал поплави од кои што починале 10 души, а 7 други се водат за исчезнати. Во регионот на Гаојан пак 2 автомобила паднале во реката заради оштетување од поплавените патишта, при што 2 лица загинале, а уште 3 се водат за исчезнати. Евакуирани се приближно 10.000 локални жители од регионот на природната катастрофа. Францускиот председател Емануел Макрон попладнево треба да ја посети германската канцеларка Ангела Меркел пред клучните преговори на Европската унија кон средината на јули за фондот на закрепнување од коронавирусот и за повеќе годишниот буџет. Франција и Германија, како и јужните земји кои што се тешко погодени од вирусот, го поддржуваат предлогот на Европската комисија за создавање фонд на обнова, која што вклучува 500 милиарди евра во буџетски трансфери и 250 милиарди во заемни. Но групата наречена Штедлива четворка, Австрија, Данска, Холандија и Шведска, се спротивставува на големите заеми без никакви реформски услови. Извор од Елисејската палата минатата недела изјави дека Франција е оптимист и решена за тоа. Тој рече дека посетата на Макрон на холандскиот премиер Марк Руфе во Хаг во вторникот донесе одреден напредок и дека во интерес на сите е да се постигне договор во јули.